една радосна вест, добра вест за тутунопроизводителите кои требаш да ги врата земените субвенции за 2024. Со напорна работа со состаноци со релевантните фактори во државава успевме да не ги враќа тутунарите тие средства. Така да за новите субвенции што се сите што има стекнато право за добивање на субвенции ќе си ги добие. Да ќе повторам уште една, значи најавата што беше за 2024 дека треба да ги врата субвенциите, нема враќање, нема повраток да биде рајат тутунопроизводителите. Работиме она за во законот да го внесеме тоа за да го решиме комплетно скроз прашањето да околу исплаќањето на субвенциите и одиме да бидат субвенциите исклучиво по килограм предаден тутун, не по површини зелена нафта. Па како бројка не беше голема, она негде околу 90 и нешто кооперанти беа, сумата негде околу 360 до 400.000 евра беше. Што требаше да ги врата тутунопроизводителите. Причината за задржување беше тоа што погрешно пријавени, односно пријавена површината за една култура, насадена друга култура, или па пријавена површината не насадена воопшто со ниедна култура. Значи во случај остануваше збор за субвенции по површина. По површина, па тоа го повлекува чим ја добиваш казна по површина, значи не се следува и субвенции по предаден килограм. И сега државата со ова што ќе им ги прости условно овие пари, не губи ништо, сигурно ќе сака некако државата си го врати. Не, во секој случај, затоа реков, спомнав дека тоа го работиме сега, да го внесеме во закон, за да дај малце да го осета тутунопроизводителите на нивната кожа. Добро. Какви се најавите за исплата на субвенциите? Па врз основа на ова што го работевме за овие пари за да не се задржува за исплатените стари субвенции, значи ќе биде пролонгирана негде за 4-5 дена. Ја ви користам приликава да му се извинам на тутунопроизводител дека ќе закаса субвенциите за 10 до 15 дена и ќе биде исплатени во целост. Значи да најмногу до средината на месецот дека ќе биде исплатени и то некако што најавува пред тоа дека ќе се плата до 2 тона. Сега исплатата ќе биде во целост. Колку килограми ќе има предадено, толку ќе земи субвенции за тутун. Новата реколта е при крај, планираме да речеме, јас сум секојдневно на терен за 10 дена дека ќе заврши новата реколта. Меѓутоа да помогне и временските услови за расадување, така да за 10 дена ќе заврша, меѓутоа и една добра вест да речеме за македонската јавност, почната и веќе ми бербата во источниот дел на Македонија, веќе почната е бербата на тутун. А овде очекувам пелагонискиот дел да почне од наредната недела, поготово канатварци да почнат и тука со беба. Да. Колку имаме годинава, на колку површини? Годинава имаме 31 милион килограми договорени, 15.000 хектари, 135.000 договорени. Каква е годинава? Колку е поволна? Досега е многу поволна за тутунопроизводството, заради тоа што тие услови имаше за расадување. Има малце криза тутунопроизводители во производството на расадо, има ниски температури, меѓутоа тие нашите тутунопроизводители се искусни во одгледувањето на самиот расад, така да на време го заштитија и има одличен расад. Низ полето, да речем, има добра прифатливост, негде околу 90% до 92% е прифатливост на расадениот тутун. Завршувавме со сеидбата. Со расадување? Со расадувањето од лани сум, значи, поќе, малку имаме додаено, 4 декари поќе сум, 24 комплет имаме насадено. Колку очекуваш? Па очекувам се, пак времето како до 5 тона очекуваме да има тоа. И поминавме добро со времето. Каква година очекуваш сега? Мислам, според временскиве прилики сега. Па моментално се добро, ако е вакво, значи времето како што е, очекуваме да биде добра година. Од ланската по добра година.